Кога започнувам да работам на драма, започнувам од едно длабоко и безоблично предчувство, кое е како мирис, како сенка, како боја. Тоа е основата на мојата работа, на мојата роља. Тоа е моето убедување дека драмата мора да се одработи денес. И без тоа убедување јас и не би можел да работам. Немам техника. Ако би требало да учествувам на некој надпревар, каде би ми дале сцена и би ми рекле сценски да ја поставам, јас не би имал од каде да почнам. Немам структура за работење на драмата. Бидејќи јас делувам од тоа мое аморфно и необликувано чувство. И од таму започнувам да се подготвувам. Започнувам да создавам поставување. Растурајќи ја и создавајќи ја. Растурајќи ја и завршувајќи ја, какви костими, какви бои. Сето тоа јазик кој го прави моето предчувство малку повеќе конкретно. А од таму произлегува еден облик кој мора постојано да се става на проба и да се менува. Но сепак тој произлегува, нели? Но не затворен облик, бидејќи тоа би било само поставување. А јас велам само поставување, бидејќи тоа е основа, платформа. А од таму започнува работата со актерите. Актерите мора да се чувствуваат слободни, да создаваат се она со што можат да придонесат на драмата. И токму затоа во почетните фази на пробата јас не наметнувам воопшто ништо. Во суштина тоа е сосем спротивно на онаа техника во која режисерот првиот ден држи говор за она како ќе пристапи на драмата и што се работи во неа, ама го потребував тоа пред многу години и открив дека е лош начин да се почне. Така сега ние почнуваме со вежби, со седенка, со било што освен со идеи. Во драмата Мара Сад, например, во 3/4 од пробата јас ги охрабрував актерите. Ама се храбрев и себе си. За да создадеме вишок, затоа што тоа беше толку моќна тема. Ги охрабрував да создаваат било што, добро или лошо. Си реков, зошто не би го направиле ово? Ќе имаше и шеги и глупави нешта, ама не беше важно. Сето тоа беше со цел да создадеме толку многу материјал, што подоцна нештата би можеле да се вообличат. А по кое мерило? Па вообличени по нивниот сооднос со ова безоблично предчувство. Во последните фази на тие проби, актерот го опфаќа мрачното подрачје, кој е подземен живот на драмата. И додека оваа подземна област е осветлена од него, јас можев да ја видам разликата меѓу она што е самата драма и она што се самите идеи на актерот. И токму тогаш ние го отфрламе сето она што е туѓо. Сето она што припаѓаше само на него, но не и на неговата пречувствителна врска со драмата. Режисерот може да се однесува кон драмата како кон филм и да ги употребува сите елементи на театарот, актерите, дизајнерите, музичарите и така натаму, како своји слуги, за да го соопшти на остатокот на светот тоа што треба да го каже. Во Франција и Германија овој пристап е омилен и тој се нарекува читање на драмата. Јас дојдов до заклучок дека ова е тажна и несмасно употреба на зборот режирање. Многу е почесно ако некој сака потполно да надвладее со нечи средства за изразување, да употреби како слуга перу или четка. Незадоволувачка замена за ова е режисер кој себе си се прави слуга станувајќи согласуваш на групата на актери, ограничувајќи се на предлози, критика и охрабрување. Мислам дека треба да се раздели зборот режирање на половина. Првата половина на зборот режирање се разбира да се биде режисер, да се донесуваат одлуки, да се преземе одговорност, велејќи да и не, имајќи го последниот збор. Другата половина на зборот режирање е да се одржува вистинскиот правец. Режисерот е водач, тој е на кормилото, тој треба да ги проучува мапите и треба да знае дали се упатува на север или на југ. Тој пребарува цело време, но една на среќа. Тој не бара заради пребарување, туку заради целта. Докторот тргајќи во вакцина може да направи безброј разновидни опити, но секогаш во насока на дадената болест, а не за друго. Ако ова чувство за режирање постои, тогаш секој може да толкува ролјата толку потполно и создавачки, колку што е способен. Режисерот може да ги слуша другите, да се починува на нивните предлози, да учи од нив, коренито да ги менува и преобликува своите собствени идеи. Не најдено да скршнува на една или на друга страна. Сепак, збирните енергии се уште ќе служат на единствената цел. Ова му возможува на режисерот да вели да и не, а останатите доброволно да се согласат. Што е тоа чувство за режирање? И зошто тоа се разликува од наметнатата режисерска замисла? Режисерската замисла
е слика кој претходи на прводенската работа, додека пак чувството за режирање се кристализира во сликата на самиот крај на поставката. На режисерот му треба само една замисла, која мора да најде во животот, а не во уметноста, која доаѓа кога себе си се прашува што прави на театарско дејство во светот. Зошто е таму? Режисерот може да го потроши својот живот барајќи го одговорот. Неговото дело го храни неговиот живот. Неговиот живот го храни неговото дело. Но факт е дека актерството е еден чин, дека чинот има дејство, дека местото на ово дејство е представата, а представата е во светот, и дека секој присутен е под влијание на она што е изведено. Режисерот како и актерот, колку и да се отвара себе си, не може да излезе од својата кожа. Но тоа што го може, сепак е да препозна дека театарската работа бара од актерот, како и од режисерот, тој да се соочи со неколку насоки во исто време. Поединецот мора да си биде верен себе си, безмалку да верува во она што го прави, да верува во сознанието дека вистината е секогаш некаде на друго место. Заради ова, поединецот треба да биде со себе и вон себе, гледајќи како ова во и надвор движење расте преку размената со другите и е основа за стереоскопската визија на животот, што го носи театарот. Тоа е тежнењето да се мисли дека театарската постапка може да се подели на две етапи како и во другите области. Прва етапа создавање, втора етапа продавање. Со векови, освен во одредени облици на популарниот театар и одредени облици на традиционалниот театар, ова била постапката. Периодот на пробување е искористен за подготовка на објектот и во одреден правец објектот е ставен на продажба баш како што грнчарот го обликува грнето. Иако повеќето актери инстинктивно сваќаат дека подготовката не е обликување, сепак, дури и во величенственото дело на Станиславски градење на ликот ова недоразбирање обстојува, сметајќи дека ликот може да се изгради како зид се до денот кога последната цигла е поставена па ликот е комплетен. Но според мене е токму спротивното. Би рекол дека театарската постапка не се состои од две етапи, туку од две фази. Прва фаза подготовка, втора фаза раѓање. Ова многу поразлично. Ако размислуваме според овие зборови, многу нешто се менуваат. Театарската постапка може да трае неколку минути, каква што е при импровизацијата, или пак може да трае неколку години како во одредени облици на театарот. Но тоа не е важно. Би сакал овде да ја заменам сликата со грнчарот со она на ракета која што се подготвува да полета кон месечината. Потрошени се многу месеци за припрема на големата задача и еден убав ден пал. Подготвувањето е проверување, прегледување, чистење, а летањето од сосема друга природа. На истиот овој начин, подготовката на ликот е спротивна на создавањето на ликот. Таа е растурење, вадење тула по тула се од актерските мускули, идеи, закочености кои што стојат меѓу актерот и неговата роља. Се додека еден ден со голем налет на воздух ликот не ја освои секоја негова пора. Оваа постапка е многу добра позната во спортот, каде што никој не би се помешал со вежбањето пред трката, со планирањето на текот на трката. А според мене, спортот дава најточни отсликувања и најдобри споредби со театарските представи. Од една страна на трката или на фудбалскиот надпревар не постои воопшто слобода. Играчите се оценувани според многу строги правила. Исто како и во театарските представи, каде што секој толкуваче учи својата роља и ја почитува до последниот збор. Но ова се водечко дејство не му забранува на актерот да импровизира кога ќе се појави можност. Баш напротив, кога трката ќе започне, тркачот ги користи сите средства со кои располага. Секоја работа е наменета да создава прашање. Кога откриваме дека некои од прашањата кои сме ги создале, исто така се поставени од други луѓе, нашиот интерес е веднаш разбуден. Фактот дека некој друг на другиот крај на земјата го испитува истиот опит не тера да посакаме да ги дознаеме резултатите. Тоа е многу едноставно. Кога организиравме нашата прва театарско-истражувачка група во Ламда, во Лондон во 1964 година, тоа беше многу пред првата посета на Гротовски и во тоа време групната работа се уште не беше модерна. Добро помнам дека во еден случај од нашата работа, која беше со звуци, глас, придвижувања и движења,
Еден пријател ми рече, бев неодамна во Полска и таму сретнав некого кој изведува опитна работа која ти би ја сметал многу интересна. Се разбира, морав да дознам што работи Гротовски. Гротовски пак за возврат ми рече дека додека тој работел на прашања кои сметал дека се интересни за него, некој му рекол се што ти работиш се заснова на арто. Гротовски во тоа време немал поим кој бил арто. Ниту имав јас. Всушност тоа беше додека го филмував Господарот на мувите и туку што завршив со режирање на една драма во Лондон. Кога една жена ми се обрати за да ме праша дали би напишал краток напис за арто за еден мал напреден весник. Таа исто така ме покани да одржам предавање и да одговорам на прашањата околу влијанието кое арто го имаше врз мене и нашиот театар. Како и секогаш, јас бев толку далеко од некаков теоретски пристап кон театарот што немав ни најдалечна идеја кој би можел да биде арто. Но фактот дека оваа жена напишала за мене не само со страст, туку и со цврсто убедување дека јас сигурно мора да сум слушнал за арто, ме натера да се запрашам. Еден ден отидов во книжарницата, видов книга од Антонин Арто и ја купив. Така за прв пат се запознав со арто. Со години земјиштето беше подготвувано и така јас без да знам бев подготвен да бидам под длабоко влијание. Во исто време еден глас ме предупреди дека дури и најдалечното гледиште и дури најзапрепастувачкото видување може да изнесе само едно далечно гледиште. Уште еден дел од големата загадка. Со Гротовски изникна длабоко пријателство. Ние ја делевме и ја гледавме истата цел, но нашите патишта водеа во поинакви насоки. Работата на Гротовски го водеше внатре во актеровиот внатрешен свет, кон точката каде тој престанува да биде актер и станува само еден суштински човек. За ова се потребни сите динамични елементи на драмата. За секоја клетка да биде притисната да ги обелодени своите тајни. Најпрвен режисерот и публиката се неопходни за да го засилат процесот. Сепак како што дејството оди се подлабоко и подлабоко, се надворешно мора да одумре. Се додека на сцената нема повеќе актер, во публиката нема повеќе публика, туку само еден човек кој ја изведува својата драма сам. За мене пак патот на театарот води во сосем спротивна насока, водејќи надвор од осамувањето кон забележувањето кое што е повишено затоа што е споделено. Силно присуство на актерите и силно присуство на гледачите може да создаде еден единствен круг на жестокост во кој што препреките се надминуваат и невидливото станува реално. Тогаш приватната вистина и јавната вистина стануваат неодвоиви делови на исто суштинско искуство. Прв пат го запознав Јан Кот во ноќен клуб во Варшава. Беше полноќ. Тој беше приклештен во групата на бурно возбудени студенти. Ние веднаш станавме пријатели. Една убава девојка беше погрешка уапсена пред наши очи, па Јан Кот скокна во нејзина одбрана. И вечерта на врвна авантура која заврши некаде околу 4 часот наутро, продолжи со Јан Кот и мене во врховната команда на полската полиција, каде се обидувавме да го обезбедиме нејзиното пуштање. Само во овој миг темпото на настаните некако забави. Па јас приметив дека полицајците му се обраќаат на мојот нов пријател со професоре. Предпоставував дека овој остроумен и воинствен човек беше интелектуалец, новинар, писател, можеби член на партијата. Но титулата професор лошо му стоеше. Професор по што? Го прашав кога си одевме низ тивкиот град. По драма, ги одговори тој. Ја кажувам оваа сторија за да ја нагласам особеноста на авторот на Шекспир, нашиот современик, која по моје мислење е единствена. Имаме човек кој пишува за Шекспировите страсти од непосредно искуство. Кот е несомнено единствениот писател на елизабетански содржини кој предпоставува дека секој од неговите читатели во овој или во оној миг би бил разбуден од полицијата среде ноќ. Неговото пишување е учено, информативно. Неговото учење е сериозно и прецизно. Тоа е научно, без она што можеме да го поврзаме со научност. Постоењето на Кот прави да се почувствувате свесни колку е ретко за еден толкувач или за ситничар да има искуство за она што го опишува. Тоа е вознемирувачка мисла, дека главните толкувања на Шекспировите страсти и мудрости се сковани далеку од животот на фигурите, засолнети за ѕидови покриени со бршљан. А Кот е елизабетанец. Исто како и Шекспир.
Како и Шекспировите современици, светот на телесното и светот на духовното се неделливи. Тие соживеат болно во иста рамка. Поетот со нога во калта, очи кон звездите и бодеш во рацете. Спротивставеностите на секој животен процес не може да се одречат. Постои некој сеприсутен парадокс, кој не може да се оспори, туку мора да се живее. Поезијата е силова магија која ги спојува спротивностите. Нашиот најголем проблем во Англија, каде што ги имаме најдобрите услови за представување на нашиот највеличествен автор, се токму овие. Поврзување на делото со нашиот живот. Нашите актери се вешти и чувствителни, но тие се преплашуваат од преголеми прашања. Тие млади актери кои го имаат светот на дланките се склони да се плашат од Шекспир. Затоа тие лесно наидуваат на решенија, на тепачки, на насилни краеви. Тие имаат калапи готови за действување кои тие не ги препрашуваат. Туку се видно вознемирени со проблемите на стилот и говорот. Полска е таа која во наше време дојде најблиску до гужвата, до опасноста, мечтатилноста, јачината, што го направија животот толку ужасен. Препреден, восхитувачки, исто како во елизабетанството. Па сосем природно е пољак да не го покажува патот. За драмата да личи на животот, таа мора да има постојано движење кое што се движи помеѓу внатрешниот и надворешниот поглед на луѓето. Например, ваков принцип на работа има Чехов, кој што во неговите драми, тој во фокусот ги носи емоциите на еден лик, за само миг подоцна да го разоткрие општествениот став на групата. Шекспир и елизабетанците имаат слично откритие, само што тие во фокусот го носат со дејството помеѓу возвишениот и помеѓу секојдневниот јазик, односно помеѓу поезијата и прозата. И тоа го прават со цел за да го постигнат психолошкото растојание меѓу публиката и темата. Но важно нешто не е самото растојание, туку постојаното движење внатре и надвор помеѓу различните рамни. Ова беше особеноста која што најмногу ме погоди кога за прв пат ја читав Мара Сад на Питер Вајс. И открив дека тоа е многу добра драма. А која е разликата помеѓу една лоша и една добра драма? Мислам дека има многу прост начин за да се споредат. Добрата драма е низа на впечатоци, мали оттисоци, делови на информации и чувства кои што ги поттикнуваат забележувањето на публиката. Добрата драма испраќа многу пораки кои што се надсобираат, буткаат и преклопуваат една со друга. И тогаш разумот, чувствата, помнењето и забележувањето се сосема измешани. Во лошата драма впечатоците се доста отсутни, тие одат во единствен ред, а во празнините срцето може да спие, додека умот се прашува за дневните секирации или размислува на јадење. Најголемиот проблем на театарот денес е само овој. Како можеме да ги збиеме сите драми во искуство? Шекспир изгледа подобро во представа од било кој друг, бидејќи тој ни дава се повеќе од миг во миг за нашите пари. И тоа е резултат на неговиот гений, но исто така и на неговата техника. А ние денес трагаме по нова техника. Техника на 20 век. Нов изум. Постои. Брехт го измисли. Изум со сосема неверојатна моќ. Тоа е така нареченото оттуѓување. Оттуѓувањето е уметност на поставување на темата на растојание, така да може да биде расудувано објективно и така да може да биде видена во однос на светот, или подобро кажано световите околу неа. Ова е токму тоа кој што Питер Вајс го постигнува со неговите драми и така ја одбележува новата територија. Една од тешкотиите кои ги среќаваме кога гледаме традиционален театар од истокот е дека ние се воодушевуваме без разбирање. Освен ако не поседуваме клучеви за символите, ние остануваме во надворешноста, можеби пленети од површината, но не способни да допреме до човечките стварности. Дента кога јас прв пат го видов прикажувањето на Катакали, чув потполно нов збор за мене – Махабхарата. Еден танчер изведуваше сцена од ова дело и неговата прва појава од завесата беше незаборавен потрес. Неговиот костум беше црвено со златно. Неговото лице беше обоено црвено и зелено.
На неговиот нос имаше бело билијардско топче. На местото на брадата и мустаките, две бели српести месечинки се пробиваа низ устите. Вегите прошарани горе-долу како тапанерски палки. А со прстите прикажуваше некакви шифрирани пораки. Преку величинствената суровост на движењата, можев да предпоставам дека сторијата се одмотува. Но која сторија? Можев да предпоставувам за нешто митско и далечно и ништо заедничко со мојата култура. Преку тоа ние свативме зошто ова дело е едно од најголемите дела на човештвото. И слично како на сите големи дела, тоа е и многу блиско со нас, но и многу далечно. Жан-Клод и јас бевме запрепастени од прикажувањето на оваа представа и решивме да направиме наша верзија, англиска верзија, која ќе прекажеме на публиката на Западот. Наша задача не беше да имитираме, туку да наговестуваме. Така Индија престана да биде сон и стана безгранично побогата. Линијата помеѓу церемонијата и изведбата беше тешко да се повлече, а ние бевме сведоци на многу настани кои не воведоа близу до ветското време и до енергијата која е единствено индиска. Махабхарата ги дели на парчиња сите стари традиционални поими, кои се од едно одродено несуштинско христијанство во кое доброто и злото превземале примитивни облици. Тоа повторно носи нешто неизмерно, мокно и блескаво. Идеја на незапирен судир помеѓу секоја група и личност. Судир помеѓу можноста која е наречена дарма и одрекувањето на таа можност. А што е дарма? Тоа е прашање на кое никој не може да одговори, освен да каже во одредена смисла тоа е некаков суштински двигател. Тоа е индиски, филозофски, религиозен поим која означува човековата праведна должност или било која друга доблест која е во смисла со здравиот разум. Махабхарата не се обидува да го објасни таинственото во дармата, но препушта да стане живо присуство. Кога некој влегува во драмата Махабхарата, тој живее со дармата. А кога минува низ делото, има чувство за тоа што е дарма и што е неговата спротивност, адарма. Тука лежи одговорноста на театарот. Она што ниеден филозоф не може да го објасни, она што ниедна книга не може да го пренеси, може да биде во нашето сваќање со театарот. Цело време на излагањето и интервјуто, јас продолжував да се прашувам себе си зошто Барбара изгледа толку напната. Ова е четврти пат како сум во незината емисија. Таа е руса, привлечна девојка и се допаѓа мојот изглед, а јас сум среќен што сум во Њујорк и што разговарам со неа. По првото излагање од интервјуто Барбара беше многу потресена. Порој пцовки туку што пристигна до неа преку меѓуградската линија од Санкт Петерсбург. Мислев дека си добра девојка, а сега гледам дека земаш учество во таа одвратна парада. Ние бевме зборувале за Виетнам. Зошто не го праша англичанецот а што е со Виетконг? Зошто не рече а што е со Конг? Барбара беше многу потресена. Може би беше во право. Може би јас претерав, може би ние претеравме, може би ние не требаше да бидеме објективни. Следното утро таа и незиниот соговорник бейсбол играч се чувствуваа принудено да извршат едно огромно извинување до гледачите кои звонеа и велеа треба да ги слушнете и другите страни на прашањето. Кое прашање? Кое прашање сакав да прашам, јас и не бев неозбилен. Следното интервју со двајца добри момци. Боб и Лу, искусни, стари новинари, со топли и меки раце. Прашуваа за да разберат. Додека се местеа камерите, тие ми раскажуваа за разочараноста од Дун, за разочараноста од војната. Оваа војна, велеа тие, е потполна на гадоста, па дури ни напалмот не може да ја направи полоша. Потоа се сапали зеленото светло и тие влегоа во нивните јавни рои. Сега следното прашање доаѓа со некој мек и трпелив глас. Господине Брук, зошто вие, англичанеци, ја чепкате само нашата амбасада? Господине Брук, што е со зверството од другата страна? Сакав да одговорам, а што е со нацистичка Германија? Што е со Хо Ши Мин? Што е со Виетнам? Што е со Виетконг? Што е со Конг? Ма нешто ме запре. Јас не гледав во очи на јастреби. Нивните очи беа меки, топли. Прашуваа за да разберат. Јас одговорив дека Америка е наша грижа, бидејќи таа е дел од нас. Низините зверства се направени и во незино и во наше име. Потоа помина
Порој од зборови, прашање, одговори, формулирање. И остана само простор за еден збор. За еден магичен збор. Кажано е дека свадбата на Фигаро ја започнала Француската револуција. Но јас не верувам во тоа. Не верувам дека драмите и филмовите и уметничките дела можат да делуваат на овој начин. Катастрофи на војната на Гоја, Герника на Пикасо, од секогаш се чинеле како извонредни модели, но тие никогаш не постигнале практични резултати. Дали овој чин на протест ќе го запре убивањето? Прашуваме, знаејќи дека нема, а сепак полунадевајќи се дека на чудесен начин би можело. Потоа ова не успева, а ние се чувствуваме измамени. Дали тогаш овој чин е вреден за правење? Дали постои избор? Во летото 1966 година група на актери, режисери, музичари, осмислувачи се сретнаа во Кралскиот Шекспиров театар за да започнат со работа на нешто што подоцна стана представата наречена Ние. Ова не беше акција на нашата роља, тоа беше реакција. Една слика често не прогонуваше, онаа која што секојдневно ги мачи многу американци. Некој е убиен на улицата, на прозорците никој не мрда. Чувство. Чувство е највалканиот збор од сите. Секогаш придружен со зборот само. Само чувствителен став, само чувствителен аргумент. Колку е полна другата личност, толку е посомнежлива. И тоа е само природно. Фашизмот не направи сите загрижени за чувствителните замки. Во Ние Денис Кенан напиша: ова е разумна војна. Таа се води од статистичари, физичари, математичари, економисти, стручњаци за се. Професорите се советници на председателот, дури и зверствата може да бидат оправдани со логика. Јас ова го дискутирав со Мери Кемптон. Слушнете го неговото видување. Вие сте во право според вашите гледишта, велитори. Дури и тие најочајните, најизмачените од фактот дека не можат да бидат чуени, сепак имаат трошка надеж во нив. За разлика од нацистичка Германија, велеа тие, општество каде што секој може да го каже својот став, не може да биде отворен нездраво. Насекаде се слушаше за саморастечката цензура, каква што видов на телевизиските програми. Цензура втемелена на ништо друго, освен на некаков безимен став. Најсомнежливото прашање беше најлесно да се одговори. Каде ги најдовте парите? Каде ги најдовте парите? Зошто парите за филмот не дојдоа ниту од Америка, Европа, Англија, холивудска компанија, продукција? Затоа што сите тие го отфрлија проектот. 70 американци поединци, ама не од богатите, туку обични луѓе, економисти, бизнисмени, дадоа пари за филмот. Затоа што сите тие сметаа дека филмот треба да биде направен. Виетнам, Сторија за Лондон беше еден од нашите можни наслови. Ние бевме како некој кој пробува вода, кој знае дека било која капка од океанот ќе ги даде под микроскоп истите резултати како и сите други. Во Англија крајот на театарот беше тишина, соочување меѓу САД и нас, Виетнам и Лондон. Актерите го запираа своето толкување и го префрлуваа нивното внимание на приватната задача, во кој тие ги оценуваа своите сопствени лични размислувања во светло на дневните настани и вечерните изведи. Некои гледачи во ова неподвижност на актерите не гледаа ништо освен одбојност, одбивност, самооправдување. Некои се тоа го гледаа како навреда. Некои го гледаа како избегнување. Некои го гледаа како фанатична комунистичка пропаганда. Сартер видел како паѓа црвената завеса и напишал за тоа. Една дама скокна на сцената да спречи актер да запали пеперутка и крикна: гледате, вие можете да сторите нешто. Понекогаш по седење од 10-15 минути, таа представа потполни тудинци почнуваат да разговараат и ги го напуштаат театарот заедно. Па тишината стана лист на бела хартија на кој секој кој сакаше можеше, согледувајќи својата предрасуда, да го напише своето име. Во филмот Молчаливиот монах гори во Сајгон, Молчаливиот квекер гори во Вашингтон. Во Лондон маж и девојка не може да дојдат до збор. Наблюдувачите на прозорецот не може да испуштат никаков звук.
Дали сите тишини се исти? Лошиот вкус е рамен на бесрамност, напиша христијанскиот научен монитор. Антиамериканизам. Зборот секогаш ме боцнува. Можам ли да го прифатам јас овој надпис? Јас не се гледам себе си како против овие луѓе, ниту против оваа земја која ја посетив и ја сакам. Но тие исто така го имаат наречено филмот Антивиетнам. Ова отпрви ми изненади додека не сватив дека Антивиетнам е всушност скратена форма која гласи антивојната во Виетнам. Па тоа значи за Виетнам. Па истиот принцип е и со антиамериканизам. Антиамериканизам е скратен израз кој во целост гласи антинеморалното уништување на американскиот идеал. Па тоа значи за Америка. Во Северна Каролина ова е многу јасно. Ние го прикажавме филмот на Универзитетот Дјук и ете сме одеднаш заронети во свет на сочувствителност, топлина и непотребно е да кажам оче. Може да кажете дека Виетнам се проткајува ни сето ова, или може да кажете дека животот е неповлијаен од војната, а и двете се вистина во зависност од тоа со кого сте правеле муавет. Но најзастрашувачки од се е тоа што неколкумина одлучија да погледнат позади Виетнам, во тоа каков светски мир тоа може да донесе. Во статијата за Бони и Клајд, нацијата го покажа своето вистинско лице, пукање од прозорецот на колата, ропот, тресок, дамки на труповите и потоа, еден миг подоцна, светлото свети на автопатот и крвта е веќе во минатото, замината, неповрзана со сегашноста, зашто тука се топлината, пријателството, постоењето млад и привлечен и светлат на иднина е токму напред. Нема крај, нема фаќање, нема смрт. Вистината е потпун лек. Таа има опасен ефект врз застркаланата снежна топка. Вистината боли кога една нација била израсната да кажува лаги. Веројатно е дека една нација ќе реагира со мачење и со терор, кога била учена дека не може да погреши во борба против комунизмот при губењето на битката во Виетнам. Групата во мојата хотелска соба е тивка за миг, а потоа човекот за рекламите се досетува. Ние ќе направиме тркалца. Кажи ми лаги за Виетнам, зашто вистината ме прави нервозен. Сите се насмеат. Фантазијата е вратена. Нема војна во Виетнам. Господ, гледајќи колку очајно се досадуваат сите на земјата после 7-миот ден од создавањето, и измачувал својата се распната вообразба за да изнајде нешто и да додаде на потполноста која туку што ја замисли. И одеднаш тој видел на понатамошната страна на реалноста, незината можност да се имитира себе си. Така тој го создал театарот. Тој ги повикал сите своји ангели заедно да им го каже ово со следните поими, кои се уште се содржат во еден древен санскритски документ. Театарот ќе биде поле на кој што луѓето ќе можат да учат да ги разберат светите таинства на Вселената. А во исто време, тој ќе биде утеха за алкохоличарите и осамените. Ангелите биле многу возбудени и тешко можеле да дочекаат да има доволно луѓе на земјата за да го остварат ова во пракса. Луѓето реагирале со еднакво воодушевување и набрзо имало многу групи, сите обидувајќи се да имитираат реалноста на своите различни начини. Сепак, резултатите биле разочарувачки. А поединечно, актерите, режисерите, писателите, музичарите, сликарите, тие не можеле да се согласат помеѓу себе за тоа кој бил најважен. И така тие времето го трошеле карајки се, додека нивната работа се помалку и помалку ги задоволувала. Еден ден, кога тие сватиле дека не стигнуваат никаде, му порачале на еден ангел да оди назад кај Господ и да го замоли за помош. И Господ размислува. Размислува, многу долго размислува. Потоа зел еден лист хартија, запишал на него, го ставил во кутија и му го дал на ангелот, велејќи му: се е тука. Ово е мојот прв и последен збор. Враќањето на ангелот во театарските кругови било огромен настан. И луѓето од сите занимања се собрале околу него штом кутијата била отворена. Тој го извадил листот, го одвиткал.
Тој се одржал само еден збор, а некои го прочитале преку неговото рамо додека тој се обидувал да им го објави на другите. Зборот е интерес. 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 Тоа е се. Тоа е се. Имало длабок грмеш на разочарување. За какви не смета. Тоа е детинесто. Зарем ние тоа не го знаевме? Средбата прекинала многу луто. Ангелот заминал под облаците, а зборот, макар што не му обрнале повторно внимание, станал една од многуте причини за губењето на ликот кој Господ го дозволил во очите на неговите створени. Но сепак, неколку илјади години подоцна, еден млад ученик на санскрит го нашол ова известување, бидејќи вонредно работел како чистач во театарот, тој им кажал на театарското друштво за ова свое откритие. Но овој пат немало ниту смеа, ниту презир. Имало долга и гробна тишина. Тогаш некој рекол: интерес. Да интересирам. Јас морам да интересирам. Јас не можам да заинтересирам друг ако и самиот не сум заинтересиран. И треба заеднички интерес. Тогаш некој друг рекол: за да добиеме заеднички интерес, треба да размениме елементи на интересот на начин кој е интересен. За двајцата нас, за сите нас, во вистинскиот ритам. Ритам. Да, како водење љубов. Па ако едниот е премногу брз, а другиот е премногу бавен, тогаш не е интересно. И тогаш тие почнале да расправаат за тоа што е интересно. Или како што некој од нив го поставил, што е навистина интересно. И тука тие не се согласиле. Но во овој момент, младиот ученик на санскрит им го навел целиот текст за тоа зошто Господ го создал театарот и им рекол: тоа треба да бидат сите тие нешта на во исто време. А и на интересен начин, додал друг. Потоа почнале да расправаат за привлеченоста на неинтересното. За тоа, за чудните мотиви општествени и психолошки кои тераат толку многу луѓе во театара да ракоплескаат толку често и толку енергично на нешто што нив навистина не им е интересно. Само кога би можеле вистински да го разбереме овој збор, рекол некој. Со овој збор, додал некој друг, можеме да стигнеме многу далеко.